Добар ден, почитувани, започува на новото издание на магазинот за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Бебињата постојано се будат во текот на ноќта, поради што родителите се хронично ненаспани. Кога ќе потпораснат пак, не сакаат да заспијат до доцна во ноќта, бидејќи имаат желба со сила да останат будни. Ненаспаното дете пак е нервозно, раздразливо, а се знае дека во сонот се расте. Имунитетот е во директна корелација со спиењето, но и развојот на мозочето. За сонот во детска возраст денеска зборуваме со доктор Денис Алкалили, педијатар, кој што е дел од оделот за интензивна нега при Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје. Докторе, добре ни дојдовте во 0+. Благодарам на поканата. Искрено се радувам што повторно почна 0+ и што ќе може да разговараме пак за сите родители кои што имаат мали бебиња и мали деца, затоа што тие теми се едноставно многу важни во било кој момент. Мислам дека денешната епизода ќе биде особено интересна, бидејќи кога детето добро спие, целото семејство има квалитетен сон. Веројатно, да. Да започнеме од оној момент кога од родилиштето родителите поаѓаат со бебето во домот, тогаш добиваат совет дека новороденчето треба да спие на грб. Но понекогаш мајката, таткото, па и бабите и дедовците се исплашени да го легнат бебето на грб веднаш по подојот или пак откако го нахраниле со шишенце млеко. Постои ли некаков ризик? Генерално, препораката за да бебето се поставува на грб е многу важна во однос на спиењето на стомак, односно поставувањето на бебето на стомак, затоа што бебето треба генерално да спие на грб за да може дишните патишта, односно носот и устата, да бидат отворени и слободни, бидејќи како што знаеме, нели, бебето во првите недели и месеци после раѓањето нема доволно контрола, волна или свесна контрола на вратот, на движењето на главата, исто така значи и нема способност да се преврти од стомак на грб или од грб на стомак, така да многу е важно значи да нема играчки или некои други ткаенини или материјали во самото креветче и важно е бебето да се става на грб. Во однос на хранењето пак, бидејќи сега општо прифатено е дека бебето треба да спие на грб, во однос на хранењето исто така значи треба да се внимава, односно се плашат многу често родителите, како што кажавте, и семејството, да не биде бебето веднаш после хранење поставено, затоа што бебињата, како што знаеме, многу често блјуцкаат. Еде така. Тоа блјуцкање е она кога мала количина на млеко излегува преку устата на бебето, тоа е едноставно некој одреден мал вишок кој што може да го испие бебето, кој што потоа практично со саморегулација се враќа. Во однос на позицијата, мојата препорака генерално е без разлика дали бебето ќе се храни, значи ќе се дои или ќе се храни со шишенце, мојот предлог е да мајката, односно оној кој што го храни бебето, меѓутоа сепак мајката тука има главна улога, нели, нормално во однос на негата на бебето, мајката да го подржи бебето вертикално исправено на нејзините гради и тоа може да биде свртено према нејзините гради, значи со главата на страна, или може да биде свртено и према напред, односно да лежи на грб на нејзините гради, а мајката да биде во полуседечка положба, од прилика некако како што седиме ние нормално, значи не напред, меѓутоа не ни да биде целосно хоризонтално, односно да лежи мајката. Сега ако го држи така мајката неколку минути, да речеме 15 на минути, бебето и ќе подригне, значи ако има вишок воздух, и ќе блјуцне ако има вишок млеко, меѓутоа исто така и ќе потоне во подлабок сон и после ќе може помирно, да речеме, и побезбедно да го постави во креветчето. Неретко се случува во првите денови и недели после раѓањето, само што ќе заспие бебето после хранење, после доење, да го остават во кревече, меѓутоа оно многу брзо да се размрда и пак да плаче. Мајката мисли дека бебето е гладно, понекогаш да, може да биде гладно, меѓутоа многу почесто бебето плаче затоа што го бара контактот, топлината и мирисот на мајката. Па затоа ако го подржи одреден краток период на нејзините гради, бебето ќе потоне во подлабок сон и после ќе има и помирен сон во креветчето. А зошто се советува бебето да не спие во ист кревет со родителите? Бидејќи понекога за мајката е поедноставно кога го дои да го стави бебето покрај себе. Да биде близу до неа. Генерално се препорачува во тек на тие првите денови, првите недели после породувањето, после доаѓањето дома со бебето, мајката и бебето да бидат во многу близок контакт.
затоа што генерално нели и на мајката и треба некаква, да речеме, рехабилитација после бременоста и враќање на нејзиното тело во нормала, и мајката треба да одмара, треба да биде повеќе дома, значи да не се веднаш да се даде на некаква физичка активност или на чистење по дома или така, туку едноставно треба да се посвети на своето бебе и така и она практично го штеди својот организам. Исто така и самото доење и враќање на организмот во нормална состојба после раѓањето исто така бара енергија, значи и доењето бара енергија од мајката, нели мајките, да речеме, она екстра тежина што имаат постигнато во тек на бременоста, многу брзо кај оние што дојат, многу брзо се враќа во нормала. Така да идејата е значи да мајката и бебето бидат близу, во тек на денот може да лежат еден покрај друг, дури и доењето да биде во легната положба, што е исто така добра позиција за доење. Меѓутоа сепак значи во тек на ноќта не се препорачува, и тоа сега веќе ставовите се поделени до некаде, значи има некои школи или некои ставови да речеме дека мајката и бебето треба да бидат заедно и во текот на ноќта. Меѓутоа генерално од она што јас сум го забележал во тек на мојата пракса е да мајката може да чувствува болки во вратот во половината, да не биде доволно одморена, затоа што постојано е на штрек и постојано пази да не случајно се случи нешто со бебето кое што лежи до неа. Кога е бебето во креветче во истата соба, значи мајката го слуша, повремено го гледа, меѓутоа и нејзиниот сон до некаде е малку помирен и е поопуштена. Јас тука би кажал еден пример кој што се појави нели во тек на мојата работа како активист нели за подобри услови за се во рамки на организацијата Лулка, на тоа што го работиме со организацијата Лулка. Значи имавме еден пример каде што една мајка сподели искуство каде што бебето спиело со нејза во кревет, меѓутоа во еден момент кога се разбудила, бебето и било внатре во маицата практично. Така да тој краток момент на да речеме на сон кај нејза оставил длабок печат затоа што се исплашила премногу кога видела дека бебето е внатре практично во маицата. Она не го оставила така, меѓутоа во тек на спиењето бебето само едноставно дошло да биде внатре. И тоа е на некој начин малку и опасна состојба, заради тоа што мајката, посебно ако е преморена, значи може навистина да потоне во подлабок сон и може да се едноставно да се остави можност за нешто непосакувано да се случи, и токму заради тоа препораката е, и мојата препорака е, значи ако може бебето да биде во креветче во истата соба, меѓутоа да не биде премногу често или како навика континуирано да биде во креветот на мајката и таткото. А што велите за тоа кревичето да биде поставено во друга соба? Па тука има неколку важни моменти, значи сега например нели користат и бебифони каде што се слуша дали бебето ќе плаче или не. Меѓутоа јас и како родител, значи и како педијатар сметам дека бебето сепак би требало да биде во истата соба. Особено да речеме е покритично ако е второ дете, односно ако има некое дете кое што е 3-5 годишно, кое што би требало да седи во истата соба со бебето. Ние знаеме дека малите, да речеме поголемите дечиња се многу посвесни од бебињата, меѓутоа тие генерално значи ја немаат се уште таа способност за расудување или за размислување, за логичко размислување, како што имаат, да речеме, поголемите деца што се над 6-8 години. Така да и од тој аспект мислам дека е малку страшно да се остави бебето само со друго дете што е исто така мало. Токму заради тоа, генерално мојата препорака е да биде во истата соба. Има студии кои што покажуваат дека бебето што ги слуша мајката и таткото како дишат во тек на ноќта, дека и тоа до некаде го смирува. А и мајката ја смирува секако и како што кажаме, ќе има помирен сон и поопуштен до некаде ако бебето и биде тука блиску на дофат, отколку ако биде во друга просторија. Меѓутоа тоа се нели индивидуални одлуки, индивидуално чувство кај родителите и така. А како изгледа динамиката на сон и будност во првите месеци по раѓањето? Она што е како препорака генерално дадена е дека бебето во текот на ноќта, овие малите бебиња, значи новороденчиња во првите недели и месеци, би требало да спијат значи негде околу 8 до 10 часа ноќе и плюс дополнителни околу 8 часа во текот на денот. Збориме за најмало бебе кое што е нели штото го родено. Бебињата спијат многу и тоа е нормално заради тоа што посебно во овие први недели нивната основната функција која што нели кажавме и во однос на развојот на мозокот и во однос на нивниот целокупен развој овозможуваат бебето да се храни, значи овозможуваат некои најосновни функции,
целата значи поента на сонот е во тоа да бебето во текот на сонот се развива, се воспоставуваат голем број на нови врски, синапси во мозокот и мозокот расте и се развива и кај новороденчето и кај детето дури до 1 годинка, до 2 годинки, затоа што не изгледа мозокот исто, нити па развојот на мозокот не е ист. Тоа што сакав јас да го поврзам оваа генерално тема, значи за сонот, да ја поврзам со развојот на мозокот и со поврзувањето на мајката и на бебето, е многу интересно затоа што бебето се раѓа со недоразвиен мозок. И многу е интересно од начинот на кој што ние ќе му обезбедиме услови, значи во однос на спиењето, да биде мирен сонот, да има поддршка, да биде добра поврзаноста со мајката, значи да биде доволно нахрането, значи сето тоа влијае на понатамошниот целокупен развој на детето и на физичкиот негов развој, меѓутоа и на психичкиот. И затоа е многу битно ова со сонот, значи треба да биде бебето мирно и треба да му се пружи, значи му се пружат услови за да може да отспие. Да им овозможиме на гледачите, докторе, денеска се вклучат во 0+ месеци на телефонскиот број 3076 677. Очекуваме почитувани прашања кои што се врзани со темата на која што говориме, а тоа е сонот кај децата, кај бебињата, но и кај поголемите деца. Доктор Денис Алкалили, педијатар, е во студиото на телевизија Телма. Тој е дел од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство и председател на Сдруженијето за трудници и мајки Лулка. Докторе, сите имаме барем по еден познаник, по една пријателка која што во момент на очај, кога бебето не можело да заспие, влегле во кола и безцелно возеле по улиците, бидејќи само така велат бебето спиело. Други пак вклучуваат фен или пак правосмукалка, бидејќи може да прочитат на интернет дека белата бучава ги смирува и ги успива децата. Што е тоа бела бучава? Треба ли да се практикуваат вакви трикови за успивање? Знаете, генерално, нормално луѓето во секојдневниот живот ќе посегнат према она што им го решава проблемот иницијално. Значи, сме имале приказни како шетање со количка во некој трговски центар или мол што е во близина на домот, се со цел само нели да има движење, значи генерално кинетиката, односно движењето во автомобил или во количка, навистина помага и може да му помогне на детето да заспие. Белата бучава исто така се смета, значи некое зуење или некоја таква континуирана, значи монотон звук, дека може да помогне на бебето да заспие. Меѓутоа, мислам дека тоа не би требало да биде првото средство. На YouTube има со часови. Да, тој знам, звук има долги видеа кај кои што може да пуштиш и буквално континуирано да оди 8 часа. Да, токму тоа. Меѓутоа, сметам дека тоа не би требало да биде првиот избор за спивање или за стратегија за заспивање на бебето. Поврзувањето меѓу мајката и бебето е еден многу важен момент кој што се воспоставува во првите недели после раѓањето. Кај некој се случува побрзо, кај некој е малку одложено. Меѓутоа, ако се да речеме таа енергија која што се внесува за тоа да се успие бебето и тоа внимание и енергија, ако се насочи кон тоа да има правилно поврзување меѓу мајката и бебето, тогаш многу полесно бебето ќе заспива. Зошто? Затоа што бебињата генерално ја бараат мајката, без разлика дали дојат, значи ако дои бебето се знае дека најлесно заспива ако цица и затоа нели имаме и оној утрински и оној вечерен за заспивање подој, кој што реално и најкасно се откажува, значи дури кога ќе биде бебето година и пол, 2-3 годинки, тој подој најпоследен останува затоа што многу му значи на бебето заспивањето. Тоа поврзување може без проблем да се постигне и кај мајката која што не дои, која што го храни своето бебе нели со адаптирано млеко, меѓутоа контактот ако го има бебето се навикнува на мајчиниот глас, на нејзиниот лик, значи на нејзиниот мирис пак. Така да мислам дека многу повеќе треба да се посвети внимание на поврзувањето отколку на поставувањето на бела бучава или вртењето со автомобил или со количка наоколу. Зошто? Затоа што бебето навистина го бара значи контактот со мајката и тоа е тоа кое што го смирува и кое што му помага. Знаете, јас сум забележал во тек на повеќе годишното искуство дека какви се родителите и мајката, значи такво обично и дете имаме. Знаете, има изрека што вика смирени, сталожени, емпатични родители прават смирени, сталожени и емпатични деца, односно така ги подигнуваат. Така да ако се потрудат малце родителите да обезбедат смиреност, посебно во приквечерните часови, малце смиреност, малце тишина во домот, не да биде премногу мртва тишина,
да се опседнат со тоа да биде премногу тишина, тоа е невозможно. Па потоа се буди детето на секаков шум. Да, па после може да се предизвика да се буди, да. Меѓутоа, значи генерално да биде затемнето, да биде, значи самиот начин на кој што се прави тоа, полека по полека ќе го навикне детето дека е време за спиење, дека ја има таа поддршка која што тоа поврзување ја обезбедува. Слично како на пример што има родители кои што ќе се разбуди бебето во 4-5 часот наутро и они ќе почнат да си играат со него. Значи ќе запалат светло, ќе почнат да си играат и после се жалат моето бебе не спие рано, многу станува и сака да си игра. Да, токму така, меѓутоа ако не почне таа игра, значи ако мајката го земе бебето, ако го гушне, ако биде сепак се тивко и мирно и помрачно во текот на ноќта во тие рани утрински часови, бебето ќе си презаспие пак и нема да се навикне на игра, ме разбирате? Значи голем дел од тие работи потекнуваат од нас. Од и родителите. затоа е многу важно поврзувањето, многу е важно да се дискутира на овие теми, за едноставно и младите родители да ги на некој начин охрабриме дека може тоа да се постигне и многу лесно. Полесно отколку да вртиш низ град со кола. Ништо не е потешко од тоа. Ајде сега да го слушнеме прашањето на гледачот. Добар ден. Ден. Повелете. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Имам случај од 15 месеци. Така. Имам случај од 15 месеци. Уназад неколку месеци се разбудува после првиот сон, после 3 сати спиење и само плачи како нешто да е исплашено и додека не се освести да се разбуди, ностоп плачи, вреска во сон ноќе. Значи родителите се трудат да го разбудат, да го видат каде, па ќе се расони малку, па после дури по 1 сат пак заспива. Така, и ова е еден проблем кој што често се случува и е многу драматичен за родителите. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Еве јас го имам искусено, докторе. И јас исто со моето дете. Се работи ли за ноќни стравови? Што е ова? Знаете, генерално како што бебето се развива, нели рековме се развива и неговиот мозок, оно веќе околу 1 година, пред 1 година веќе чувствува дека е посебна индивидуа, значи ја гледа разликата меѓу себе и другите, гледа дека оно е тука, а мајката на пример или родителите дека се до него, дека не е едно. Затоа што бебето во почеток, значи оние нижи функции владеат во однос на неговиот невролошки развој и бебето смета дека е едно со мајката. Знаете, и после тоа раздвојување е многу интересно околу 1 година. Како што расте понатаму, значи станува се посвесно и повеќе понатаму, значи може да дојдат и тие да речеме сонови или соништа во кои што бебето нели може да доживее нешто или дури и некои такви да речеме ноќни стравови како што се појавуваат во таа фаза, значи околу 2-3 години. Конкретно, значи како што каже и гледачката, значи треба да го разбудат за да може да презаспие. И тоа е точно, значи многу е важно детето да се разбуди за да може да се врати во реалноста и после понатаму да види дека се тука мајката и таткото, да се смири на некој начин и после тоа ќе си презаспие. Јас тоа што го забележав и од лично искуство е дека ако кратко само запалиме светло во собата, значи бебето ќе се разбуди, ќе се освести и после понатаму, значи, ќе го гушнеме, малце ќе го утешиме и оно ќе продолжи да си спие. Значи, овие работи се сметаат, да речеме, до некаде нормални. Развојни. И се дел од нормалниот развој. Како што кажав, значи многу е важно да не се направи некаква фама од тоа или постојано да се дискутира за тоа, затоа што веќе бебето како што детето како што станува година и пол, 2-3 години, оно веќе почнува се да разбира. И нашите стравови може да ги пренесуваме и може да станат и негови стравови. И затоа родителите е многу битно да бидат свесни, да го следат тоа, да знаат значи дека се случува, меѓутоа да не го пренесат тој страв на детето и обично после како што се развива детето и како што расте, овие епизоди, да речеме, се нормализираат. Се надраснуваат. Ги снемува едноставно. Ајде уште едно прашање од гледач да слушнеме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до емисијата. Многу ми се допаѓа темата од голема корист. Вака имам прашање за 7-месечно бебе се работи, кое е на доење и така заспива навечер со доење. Но имаме проблем што се уште се буди по 5-6 повеќе пати во текот на ноќта за да продолжи да спие. Значи мора да му дадам да ципа да продолжи да спие и не прифаќа ни цуцла, мислам од самиот почеток. И
и ништо, и сега најчесто спие до мене, пробавме и во креветче, ама исто така многу се буди, па тешко ми е да станувам и затоа најчесто пак го ставам до мене. Како најбезболно да се прекине тоа будење константно, за помирен сон да имам и јас и бебето. Така. Ви благодарам за вклучувањето во 0+ месеци, што го поставив това прашање, исто така еден чист проблем. Да. За пред за мајката која што дој, бидејќи таа многу често се буди во текот на ноќта. Апсолутно да. Значи во втората половина од првата година, значи како што кажавме, бебето веќе станува посвесно за околината, значи за она што го обкружува, и оно може во текот на ноќта, значи да има потреба да потврди на некој начин дека мајката е тука. Интересно е што како што започнува нели она немлечна исхрана од 6 месеци, обично нели препорачуваме да почне со немлечна исхрана, како што ќе започне немлечната исхрана, детето веќе внесува и голема количина на други различни продукти, меѓу кои е и скробот, а скробот бавно ослободува шеќер, значи тоа е јаглехидрат кој што бавно ослободува шеќер, и бебето во нормални услови, ако има вечера, значи во ведено вечера во оброците, оно генерално помалку се буди, не дека не се буди воопшто во текот на ноќта да цица, меѓутоа помалку се буди. Она што е интересно е што оно сега кога ќе дојде во оваа фаза, значи од развојот кога ќе дојде до 5, 6, 7 пати будење, тоа дефинитивно не е глад. Знаете, многу често родителите и мајката мисли дека бебето е гладно, па затоа се буди 6-7 пати, меѓутоа мајката веќе има доволна количина на млеко, доењето е веќе разработено одлично, значи штом стигнале до таа возраст, значи без со доење само. Работата е што сакам да потенцирам дека бебето не е гладно. Значи, она што му треба е уствари контактот со мајката. Препораката во оваа фаза, значи ово отприлика трае негде до 10 до 12 месеци, препораката е мајката која ќе се разбуди бебето во текот на ноќта да не пристапува одма кон тоа да го дои, туку малце да го земе и малце да го погали, малце да се погушкаат, значи малце да му шепка, значи целата поента е да се обезбеди контакт и бебето да види дека мајката е тука. Оно ако осети дека мајката е тука, полека ќе се смири и ќе се врати во сон. Значи пак ќе си презаспие и не мора да цица 6-7 пати. Ова се случува значи од 7 месеци, некогаш и на 9 месеци почнува или на 10 месеци. Интересно е да се каже дека бидејќи бебето веќе се храни и пие вода, значи може да се замени малку со водичка подоја. Значи наместо мајката да го дои сите тие 6-7 пати во текот на ноќта, може да му понуди водичка. Со една или две голтки бебето и со малку галење може едноставно да си продолжи да спие, нема да остане гладно како што кажавме, затоа што цица во текот на целиот ден, цица сигурно еднаш-два пати во текот на ноќта, меѓутоа ќе биде малку полесно и за мајката. Сега пошто кажа мајката дека заедно спијат, значи овој период и ова будење е уствари фаза на одвојување и би требало да се случи нормално, природно, психолошко одвојување на мајката и бебето. Ќе помогне ако успеат да го одвојат сега, значи да спие во истата соба во свое креветче, ако имаат услови за тоа, зошто заради тоа што бебето треба едноставно да се навикне дека мајката и бебето се две различни индивидуи, дека не се заедно. Ако седи до нејзе, значи има опасност тоа раздвојување да се одложи, односно бебето да остане приврзано за мајката и во текот на денот како што расте детето може мајката до тоалет ако оди, бебето одма да плаче, да ја бара, за разлика од тоа ако тоа одвојување е нормално воспоставено, веќе понатаму и бебето ќе може да издржи 5, 10, 15 минути во соба без да биде мајката до него. Така да идејата на ова раздвојување и на тоа бебето да спие одвоено е меѓу другото и да има нормален психолошки развој, така да мојот совет е тоа, да се обидат да го раздвојат и тоа ќе помогне. Она рече дека многу е тешко нели да спие до мене, ако спие во друго кревече да се будам 6-7 пати, точно меѓутоа ако го одвојат ќе помогне, може да помогне. Ајде уште едно прашање од гледач да слушнеме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот и супер што конечно почна емисијата 0+. Баш ми е драго што има голема поддршка од гледачите. Да, многу е корисно за сите мајки и сакам да го прашам докторот колку е корисно и колку често може бебињата да спијат во релаксатор или транспортер, затоа што нели нивната анатомска конструкција и дека се чувствуваат како да се наоѓаат во матката, нели во стомакот на мајката. На мајката. Ви благодарам за прашањето. Поздрав. Поздрав и до вас. Повелете, докторе. Јас сметам дека детето може повремено, посебно преку ден, значи тие дневни, да речеме, дремки како бебе, кога е мало во текот на првата година, дека може да бидат во
во транспортер, значи во релаксатор во транспортер, меѓутоа веќе како што бебето расте, веќе не ни постојат такви средства за поголеми деца. Така да бебето би требало, значи, ноќниот сон да му биде сепак во нормално кревече. Тоа и од безбедносен аспект е добро, меѓутоа и од аспект на нормален развој на коските на рбетот и сето тоа. Значи, транспортерот има точно една кривина која што е физиолошка за бебето, меѓутоа таа кривина е меѓу другото инженерски направена за да има безбедност во тек на возењето. Знаете, во тек на возењето во автомобил, затоа што тоа е заштита и при судар, и при подолго возење. Меѓутоа, сепак сметам дека тоа не е опција за бебето секогаш да спие во релаксатор или во транспортер, туку да си има креветче. Не е битно дали кревечето ќе биде, не знам, многу скапо или накинџурено или со многу некои додатоци, значи, меѓутоа многу е важно да има некое место кое што ќе биде негово за спиење, затоа што како што возрастните развиваат некои навики, нели позитивни и негативни, така би требало ние да работиме и на навиките кај самото бебе, како што кажав, ако ние сме смирени, ако ние имаме одредена рутина која што постојано се повторува, бебето го прифаќа тоа. Тоа се однесува и на хранењето, се однесува и на спиењето, се однесува понатаму и на движењето и на однесувањето во домот или надвор, на улица, значи на вистина родителите треба дел од да речеме од нормалниот начин на однесување да го пренесат на своето бебе, а тоа се прави меѓу другото преку константност. Знаете, вие на дете до 6 години, ако му кажете еднаш не прави ова или не прави она, значи скоро 100% сум сигурен дека се прекине рутината. Дека нема, да, ама ќе се сигурен сум дека нема да има ефект ако му кажеме еднаш. Меѓутоа, ако ние постојано таа рутина ја наметнуваме на бебето и постојано го навикнуваме и го учиме, веќе кога ќе стане 5-6 годинки, значи веќе се разликуваат децата. Значи и веќе има навлезено дел од тоа, да речеме, наше воспитување или учење или начин на живење. Докторе, тука ќе погледнеме еден блок реклами. Почитувани останете на Телмо, имаме уште многу прашања кои што треба да бидат одговорени, а се поврзани со сонот во детска возраст. Продолжува магазинот за родителство 0+ месеци. Зборуваме за сонот во детска возраст. Пред се кај бебињата со доктор Денис Алхалили, педијатар. Докторе, имаме гледач на линија да му дадеме предност, бидејќи малку почека за време на рекламите. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, сакам да го прашам докторот, моето дете е веќе 3 години. Така. Меѓутоа, уште имаме, да речам, проблем, што навечер станува, се буди, бара сокче, и тоа е сигурно минимум по 2-3 пати во текот на ноќта. Сега сакам да го прашам докторот дали има некоја техника, метода, некое негово мислење, искуство да сподели. За да го надминете ова. Па да. Так. Бидејќи стварно сме прилично веќе пораснати, да. И детето е големо. И iscrpени. Тоа е од самиот, како да кажам, од самиот пораѓај, од кога се роди, па еве до ден денеска. Така, се уште немате континуиран сон. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. Многу пријатно. Значи, ова е доста чест проблем за жал кај нас. На некој начин, оно, да речеме, тоа будење и хранење, пиење во текот на ноќта, што е нормално до 1 година, може да се проложи вака. Неретко родителите, бидејќи нели претходно тоа се случува со доењето, со мајчино млеко или со адаптирано, неретко преминуваат на друг тип на течност и вака, да речеме, неосетно постепено стигаат до тоа да бебето, детето, односно веќе пие сок неколку пати во текот на ноќта. Знаете, генерално соковите се комерцијален производ и нема потреба, нормалниот човечки организам нема потреба од сок. И детето исто така, значи нема потреба од сок, тоа се голем дел на шеќери, многу значи калории кои што внесуваат посебно во текот на ноќта. Значи тоа не е нормално и би требало да го исфрлат дефинитивно. Многу влијае и на забите, односно предизвикува циркуларен кариес нели на забите на детето, меѓутоа и на целокупното негово здравје. Влијае и на метаболизмот на инсулин и на еден куп други работи кои што се секако недобри. Препораката генерално е во тоа да они тоа пиење, односно таа навика веќе, значи тоа не е потреба, туку е навика, да ја сменат со вода. И тоа не со големи количини на вода, туку со мали количини на вода, неколку голтки, каде што практично навиката ќе ја заменат со пиење на вода и полека постепено би требало да ја откачат, односно да го одвикнат детето да се буди во текот на ноќта. Тоа е единствен начин да се направи тоа и мора, значи не е лесно, меѓутоа мора да се стави крај
затоа што тоа влијае на, како што кажав, на целокупниот метаболизам и остава далекосежни последици понатаму. Тоа не е ретко, меѓутоа тоа е советот. Јас би сакал да кажам дека ние и како професионалец, јас значи и со организацијата Лука со која што работиме, значи ние сега веќе се насочуваме према тоа да помагаме во вакви ситуации, значи индивидуална поддршка да даваме. Сега нели онлайн практично размената на информација онлайн е многу популарна ради ковидот, меѓутоа генерално даваме и онлайн поддршка така да може да се да пробаат и ако не им успее тогаш дополнително да ни се обратат, затоа што навистина веќе се насочуваме значи и како медицински професионалци, доктори и медицински сестри, меѓутоа и целокупно значи со едукација, затоа што ова е многу важно и многу влијае на детето и на неговото здравје целокупно. Многу родители имаат пред себе поставено цел да го научат бебето само да заспива или откако ќе се разбуди навечер, самото да се успие. Понекогаш применуваат една техника која што е наречена cried out, односно преплакување. Предпоставам дека така би се превело, односно бебето плаче навечер и родителите го оставаат да плаче, не го земаат во раце, за тоа да научи дека нема да биде кренато и покрај плачењето и така самото ќе заспи откако ќе се измори од плачење. Што велите за овој пристап? Дефинитивно не го поддржувам овој пристап. Една од причините што го спомнав на почеток, поврзувањето меѓу мајката и бебето е токму во однос на ова. Значи, детето да се почувствува дека е згрижено и дека има некој кој што нели се грижи за него. Затоа што, како што кажавме, значи бебето има потреба од нашата грижа, од нашата поддршка. Присуството на мајката итекако го помага нормалниот психолошки развој и психички развој на идната индивидуа. Знаете, детето ќе порасне, без разлика дали мајката е поврзана со него, дали е тука во секој момент, или па го одгледува, да речеме, бабата постојано се грижи за него или некој друг член од семејството. Меѓутоа, психолошки не се исти тие деца, ме разбирате? Значи, многу влијае начинот како се поврзува мајката и бебето и токму затоа не препорачувам да се остави да преплаче, туку да се подигне детето и да му се даде целосна поддршка. Има една интересна, да речеме така, теорија која што се разви во текот на мојата повеќе годишна работа, а тоа е дека до 6 месеци родителите треба целосно да ги задоволат потребите на бебето. Од 6 месеци до 1 година не да бидат строги према своето бебе, туку да вежбаат они самите строгост. Значи, едноставно полека по полека да размислуваат дека веќе се родители, индивидуи кои директно може да влијаат на начинот како ќе биде воспитано и израснато нивното дете. Тек после 1 година веќе, значи треба веќе да покажуваат малку и строгост, да поставуваат граници што смее, што не смее. Меѓутоа, во секој случај не се препорачува да остане детето само и да се преплаче. Така да сметам дека тоа е погрешен пристап. Значи секогаш да се крене во раце кога плаче. Апсолутно, значи детето ако плаче, тоа значи дека има некаква потреба. Знаете, без разлика дали е тоа некоја ноќна мора, дали му треба да речеме голтка или 2 водичка, кој што кажеме, ако е жедно или бара или е гладно, значи секогаш сметам дека треба. Да му се даде на бебето цуцла, доколку тоа го смирува? Да, ако бебето не цица, ако е на адаптирано млеко, секако не е начин постојано да му додаваме адаптирана формула, затоа што таа влијае на неговата телесна тежина и на телесната градба, и токму заради тоа во тие случаи може да се даде цуцла. Меѓутоа и цуцлата не е крајно решение. Значи многу повеќе, како што кажав, е контактот, поврзувањето, галењето на мајката и бебето, да му пее, да му шепка, да го гали, тоа многу повеќе има ефект од колку цуцла. Блискоста е тука. Блискоста дефинитивно веќе и во денешно време многу се промовира. На добриот сон и воопшто на здравјето на детето, на целокупниот развој на детето, дефинитивно, да. Докторе, ви благодарам за вашето денешно гостување во 0+ месеци на телевизија Тилма. Можам да заклучам дека одговоривме само 1/3 од предвидените прашања, но ќе ве поканам повторно во студиото на Тилма да проговориме и за сонот кај децата по првата година, бидејќи таму има многу предизвици со кои што сме соочени ние родителите. Апсолутно. Се надевам дека ќе се видиме наскоро. Секако, да. А сега заедно ќе погледнеме со гледачите еден прилог кој што се однесува на здрави детски оброци. Знаете дека во магазинот за родителство секогаш промовираме идеи за брзи, лесни, едноставни детски оброци кои што ќе можете да ги подготвите на вистина брзо. Во кујна нема да ви бидат потребни повеќе од 10 минути. Денешна гостинка ни е Елена Петковска. Ние сме гости во незината кујна и таа дава идеја за ручек, детски ручек. Ќе ви објасни какви адаптации може да се направат за да дадете на помало, но и на поголемо дете, бидејќи овие рецепти со мали модификации може да бидат одличен оброк за целото семејство.
Овој пат наменито се шпагети со домати. Вкусно, докторе? Секако да. Ајде да погледнеме воедно ова и последната содржина во денешната емисија. Се гледаме следниот понеделник во 0+ месеци. До гледање. Здраво, јас сум Милена Петковска и со големо задоволство го прифатив предизвикот еднаш месечно да се гледаме во мојата кујна. Минатата недела имавме една берба во бавчата на баба ми, собравме доста шери доматчиња, затоа решив да направам импровизација на еден од рецептите, кој е во книгата Бебе готвач во 12+ месеци, а тоа е шпагети со свежи домати. Сега ние само ќе ги смениме доматите со шери доматчиња, и бидејќи моите деца се веќе големи, ќе го сменам начинот на подготовка. Тоа е она што неколку пати до сега сме го повторувале околу книгата Бебе готвач, кога ќе не прашаат дали е само за бебиња, мали деца, со мали измени во начинот на готвење, додавање на зачините, рецептот може да стане буквално за целото семејство. Потребни ни се маслиново масло, шпагети 200 грама. Во рецептот стојат 2 домати, меѓутоа ние ќе ставиме шери домати, кашкавал, лук, путер, свеж босилок не можев да најдам, меѓутоа ќе го замениме со сушен босилок. Најпрво ќе ги ставиме шпагетите во вода која врие. Не ги кршиме, италијанците би ни се налутиле, и нема да ги вариме за да се разварат премногу, туку ќе ги оставиме да бидат, кога ќе ги пробаме, забот убаво да пропадне во тестенината, меѓутоа да не биде преварен. Велат дека италијаните, иако јадат толку многу тестенини, се слаби баш заради начинот на готвење. Во меѓувреме ќе го спремиме сосот, односно доматите. Се надам нема да ми падне. На загреана тава ќе ставиме едно чешне лук. За полесно за да го лубите, само ќе го смачкате. Курата сама ќе искочи. Лошо чешна одбрав. Лукот ситно го сечкаме. Во оригиналниот рецепт лукот и кромидот се динстаат кратко на вода, затоа што се работи за добро, веќе се и тодлери детенца од 12 месеци, меѓутоа ние сега малце ќе го пропржиме многу кратко на врело масло и малку путер. Околу 2 лажици маслиново. Најпрво го ставаме кромидот да омекне, бидејќи му треба повеќе, а лукот пократко се готви за да не загори. Кога ќе стане кристален, значи е готов, можете да додадете слободно една лажица вода. Шпагетите ги варам без сол, бидејќи ќе ставиме во доматите. Сега може да го ставиме лукот. Јас ставам и зачини директно во
Не чекам да ги ставам зеленчуците, зашто сакам да пуштат вкус од топлината. Значи толку кратко е потребно за да пуштат вкус и ги ставаме доматите. Бидејќи рецептот е со свежи домати, ние нема да ги пржиме премногу, туку само да уметнат од топлината, бидејќи сепак треба да ги јаде детенце. Температурата ќе ја намалам. И ќе ставиме половина лажичка сув босилок, бидејќи не е свеж. И малку хималајска сол. И ги ставиме на омето, да видам да не испустит нешто. Кога ќе бидат шпагетите сварени, ќе ги ставиме во тавата со доматите и ќе го ставиме претходно изрендани од кашкавал. Така надокнадуваме. Може да ги згасиме. Шпагетите се веќе сварени. Сега ќе ги подседиме. Не ја цедиме целосно течноста, оставаме малку. И ставаме една лажичка путер. Не солен путер. И промешуваме и ги стураме во доматите. И го ставаме кашкавалот. Ставаме малку за декорација на крај. Тавата е веќе исклучена, значи доматите се топли, шпагетите се врели, таман да го примат вкусот и да се растопи кашкавалот. За неполни 10 минути имаме здрав и брз оброк, особено добро кога родителите се на работа и кога ќе се вратат секогаш си уморни, што е нормално. Ова е еден компромис за детето да јаде здраво, вкусно и домашно. Сервираме во подлавока чинија. Нарасуваме од босилокот и ставаме една бранча свежи шери домати. Пријатен апетит! Рецептот може да го најдете во книгата Бега Готвич.